тие бараат многу вода за ладење, од друга страна и трошат многу струја. Ако не ја потрошат целата струја од обновливи извори, тогаш ние ќе плаќаме поскапа струја на крајот од денот. Ако не ја потрошат водата за пиење, ќе имаме проблем во државата. За тој момент драго ми е што ги отварате овие прашања. Околу водата ќе почнам, па ќе отидам и на струјата. На пример, во Хрватска и во Словенија два дата центри, во Марибор јас го посетив дата центарот, е поврзан со реката во Марибор. Водата која што се користи се испушта како топла вода за наводнување на стакленици и паркови, а потоа истата завршува повторно како циркуларно во реката. Вториот елемент во Хрватска го сретнав поврзан со биогасна централа. Струјата од биомаса од отпад ја користи за потребите на дата центарот, а потоа топлата вода која што се користи во дадената ситуација загрева определен град. Има модалитети. Има дата центри кои што се ладат со хибридни модели, не со користење на вода, туку со користење на воздух. Има дата центри кои што користат вода од бушотини, техничка вода, која што не е вода за пиење или подземни води. Модалитети постојат, важно е да се влезе во процесот плански. Околу струјата, бидејќи забележав и малку и неумесни коментари во јавноста, прво дата центрите можат на сопствените покриви да постават фотоволтаични централи, кои што ќе субсумираат дел од потрошувачката на електричната енергија. Ние во моментот имаме фотонапонски централи кои што се затворени, затоа што цената на струјата од нив е навистина ниска на пазарот и не им се исплати да ја произведуваат.